3, 4. Здраво на сите, добре дојдовте. Има само еден влогмаз. Има само уште еден втор влогмаз. Делете го парче. Денес ни е последниот целосен ден во Нидерланд и ќе одиме да гледаме ветерници и после тоа... Кога да ќе одиме да гледаме телевизија. Ветерници! После доаѓаме вечер, се пакуваме. И си одиме. Дале колку е добро вака ми помагаш со зборењето во видеото. Да идеме да гледаме ветерници. Вау! Ветерници, вау! Стигнаме каде што требаше да стигнеме, тоа е Зансе Шанс, местото каде што се, не знам, ја мислам дека сите индустрии се тука нафукани, почнувајќи од ветерници, ја ги ветерниците. Има ветерници што не вртат. Кој ми ги расипал ветерниците? Толку години луѓето ме етикетира како тежок папучар. Со било која девојка да сум бил, секогаш ми вика дека сум папучар и никогаш не разбра од јас сум само еден обичен кломпар. Има разлика. Глеј се, глеј се. Глеј се, глеј се, глеј. Ете, изврши самоубиство во реката. Вчера еден голуб од тука, тоест летна и у река таму се утепа. Самоубиство направи. Влогмас. Колку и да не ме интересира нешто, ако го прочитам ова, ќе влезам. Влегавме тука и многу смрди на дрво. И што е ова? Смрди на кломпа. Што е ова? Тој другари му на Квазимодо би носел вакви, не знам. Има тој другари уопште? Не, стварно многу нелогичности имаат ова колангени во историјата. Не можеш да ми кажеш дека не може да нешто друго да направат чеби. Не знам, ние сме правеле од што е тоа, од принците, од што се плетени, од слама нешто така. Ова сигурно ова не постоело. Пиво од таквото. Не, ова се некои модернизирани кломпи. Како се носи ова? Нема шанси. Ова е љубовна, не ова за сиамски близнаци. Ага, стагаш тикла. Ау, леле тоа е со уста. Леле, не бе, ова се модернизирани, ова сигурно не се правени од таму некој 2-3 век преку сила. Ова ти е рецимо кломпа на бугарска певајка. Habibi, спиш ли добре? Завиват ли те? Ова ако ти се широки да си ги стегнеш со врвци. Значи еве, колку е просто уствари да се направат кломпи. Го имаш ова, стискаш прави и ти искача кломп. Значи влагаш на дрвото, го вртиш и ти искача кломпа. Леле, од онаков трупец ке направи сега кломпа. Се треба аплузом да ем или како? И сега внатре ќе дупи. Нормално ќе му прсне во... Леле, шубаво и влага. Добре. The inside shape, another copy of the model is being made. Right now, it's a heavy shoe. Еј, од кај скочи вода? Goeie bescherming. Теа плюс дека треба. Фала. Пеки ќе мора сега да го вратам, пошто иначе се плаќа. Дале колку е језиво, до тебе се врти. Да се откачи, готово. Сега ќе одиме да посетиме тетката која што го прави сирењето. Ајде да одиме кај сирењето, сигурно ќе има и сирење за едење, плесне ќе има сирење за едење. Мало семпл само, све изеден. Па тоа е кога касно доаѓаме. Ова не е ли семпл?
Тоа е. Што, да не можам ова да го едам? Ова е сирењето директно од крави, а ова е тука сирењето од овча. Сите ќе ги пробаме, не се секири. Да. Види ги бе копита, све изеле. Све. Океј, ова веќе не е сирење, ова е чоколада. Зашто е во истата фабрика? Аха, пошто утер се прави, од млеко се прават и двете и чоколадото и кашкавало. Тан. Ова намерно е ока направено, тука ти е главно јадење, значи да ручаш сирење, да што десерт, тука чоколада. Што е бесплатно тука? Медот од млеко ли се прави? Затоа ли има мед тука? Леле, стварно чоколада од клумпи, браво. Браво. Чоколада од лалиња. Чоколада од ова шеда. Чекај да направам некоја фаца како да сум заинтересиран да купам некое. Ова некако има. Ова не е лошо. Чекај што имаш друго да го пробам. Дали свежи кашкавали, сега ги вади. Вака се преизгледам увласан кашкавал. Овој што ќе го утнеш и овој спагам увласан. И го продаваат 6 пати поскапа. Се најадавме ние кашкавали, сирења. Животни! Вие колку животни има тука? Има вакво животно. Вакво животно. Онакво животно како на онаму. Што се колваш под мишка. Ајде малку низ полето како си трчкаш? Како овчар. Како овчар, како овца, овчар како... Може. Ејде од каде мирисало толку на какао. Какао. Сигурно смеам и јас да поправам малце какао. Ете, допринесов во општеството, направив нешто за какаото. Ова е неголемата лажичка, нешто што ја имам земено, што направив. Не знам за вас, ја дојав тука да си играм. Ги потрошивте парите, а? Ова, ги потрошивте парите, а? Ај па дома. Видео колкицко е. Како можеш да го пари ова да потрошиш, човече? Што е? Јас си постелив 2 парчиња палома за седење. Па што имам мало газа имам ја. Однак имаш кике. Прави слагалица тука. Ги си купи некоја ново чоколадо што го измислиле сега пред некоја година и се вика Рубин. Значи не е она бело, не е темно, не е... Руби. Не знам што, се вика... Како? Руби. Рубин. Руби. Рубин. Руби. Благо Рубин. Рубин што благодуша. Откривме кој е? Рубин што благодуша, мојот идол. Официјално завршивме со посетување на сите места во Амстердам, не ми лупај Не е во Амстердам, Билјан, бе, не е во Амстердам. Официјално завршивме, нека прекине тоа. Официјално. Сите места што ги имавме за поседување. Поседување. Така. Пошто ние сме Посейдон. Завршивме со сите места за посетување во Холандија. И сега си идеме дома, се пакуваме, да видиме дека не можеме да се пренесеме. И најубавата работа моментално мене ми е тоа што Кике вози. Најтешкиот дел од идењето некаде. Пакувањето. Кажи ми како ќе се спакуваме? Како? Кажи ми како без тебе да бидам. Кога ми требаш, само со мене можеш да имаш Ко бидер баерто прво што? Кике 3 дена го влечкаше со себе цвеќе во насекаде, најшетаното цвеќе у Холандија ти е ова. Јас сакам да си го земам. Куфар е мега. Не, доста беше. Океј. Готово, ајде, закопчи куферот. Моја песна. Како сиренка сум, погледни ја. Со нозете. Ака, павта, ака. Гигама мрзи, спакуваме ти. Што никад не сме во ствари као ни изгледа буквално на крајот на денот, изгледа така што како пуци седат на телефон, едно на мало светленце, нека се гледа го блешти цело. Диско. А ја тука ждерам. И ја уствари сум главниот одлучувач која ќе се спие, пошто ја си ја мокта на светлото на допир. Ајде. Кој јако кај да го допрам се реагира. Така ние неш не го допрем. Не интересира. Па сега се спие. Добро раки. Ќе ни избега авионот. 15 минути ќе ни избега авионот. Океј, изгледа се остануваме во Холандија. Еј.
Види, уште летни гуми има, авионов. Абе, сезона е за зимски, бе, глед. Па, другари, по пижамите може да се примети дека ние сме дома, као дома. Што дефиниција за пижама ти е облека што ќе носиш по дома секаде. Интересна работа, Кике, исто така по пижами, се го пренесе букетот. Се го пренесе букетот, носеше букет од Холандија. Па толку ова е последното видео од Холандија што го имам, неам поише видеа. Е интересна работа, не е интересно, окей, за некој е интересно, за мене. За нас е тажна. Сите го знаете уствари Амстердам знакот, она I am Амстердам, така беше. Во средата додека јадевме, видовме статија дека знакот е тргнат од одредени таму нивни причини, политички глупости, а ние во четвртокот нели бевме во Амстердам и така бевме во Амстердам без да се сликаме со знакот затоа што веќе таму знакот не постои. Пичка и мат. Јебеш га, така да неам слика од Амстердам знакот, али се случај многу убаво се поминавме. Фала многу што ги гледавте овие влогови од Холандија. За мене многу интересен дел од влогмасов кој што го правам. Се надам дека уживавте. Ако е така, оставете лайк, вратете се на другите видеа, ако не сте гледали уште, оставете лайк, субскрайбнете ми се на каналот и се гледаме за брзо, другари. Чао, чао. Идеме сега да се разпакуваме. Пак.